Го видовме видеозаписот и музичката numero од Растеме заедно, која што беше промовирана пред точно 3 години. Видовме многу познати музички имиња на овој видеозапис, но и многу насмеани детски лица, а нема поголемо богатство за секој човек и за секое семејство од дечиња, детска смеа и детска радост. Токму проширувањето на семејството е еден од најважните моменти во животот на секој човек и за сечие семејство, а самиот чин на породување е најважен за жените, за родилките. Ние денес во нашата утринска програма зборуваме за безболното породување со доктор Марија Васич Атанасовска, специјалист по анестезиологија од болницата Аџибадем Систина. Добро утро. Добро утро, Ирена. Ви благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме вниманието. Верувам дека женската популација со внимание ќе не следи и ќе слушне што имаме да им пренесеме, затоа што породувањето е еден навистина значаен, но и комплициран и тежок чин за секоја жена, пред се поради онаа неизвестност нели да се донесе на свет ново дете, но и поради сите тие болки и тежини кои што секоја жена кога носи дете на свет мора да ги помине. Сега добрата вест е што нели низ годините медицината постојано чекореше напред, па денес имаме и можности за безболно породување, нешто што го посакува секоја жена и секоја една мајка. Па што подразбираме под поимот безболно породување и каква е клиничката пракса за ова обезболување при породувањето? Со задоволство можам да кажам дека клиничката болница Аџибадем Систина е лидер во Македонија и регионот, со докажан тим на експерти во своите области, како и користење на најсовремени и најбезбедни техники на обезболување. Безболно породување, значи породување без болка. Тоа не е привилегија на некои одредени трудници, туку тоа е услуга која што ја нудиме буквално за сите родилки. Значи да породувањето заврши што е можно со помала болка и што е можно побрзо. Значи да добиеме на свет една пред се среќна и задоволна мајка и здраво новородено. Она што можам да кажам за безболното породување се користење на одредени техники на обезболување. Значи, болката, породилната болка е навистина најсилната болка во човечкото тело. За среќа навистина добро е што само жените може да ја почувствуваат. Излезе во праксата дека навистина се потолерантни и посилни на болка за разлика од машкиот пол. Се уште важи дека тоа е најсилниот пол. Меѓутоа, во однос на болката, навистина жената е потолерантна. Ние во нашата болница имаме предавања еднаш неделно за сите трудници, за теми кои што се врзани, значи, за во текот на бременоста, значи за сите проблеми со кои што може една трудница да се соочи. Тоа е благодарение на маркетинг службата во нашата болница, без кои што навистина не можеме да функционираме, бидејќи тие предавања се покажа дека се многу корисни за трудниците. Ни доаѓаат трудните жени многу психички поспремни, бидејќи знаат што ги очекува, како ќе изгледа тоа породување. Драстично е намален, нели, како да кажам, зголемен е прагот на болката, односно пациентките ни се потолерантни на болка. Уште еднаш една огромна благодарност до маркетинг службата. Тоа е еден прекрасен тим со едни многу вредни, амбициозни и позитивни луѓе, без кои што не би можеле навистина да функционираме ние како анестезиолози. Она што е во однос на обезболувањето, најчесто користени техники на обезболување се неуроаксијалните блокови, односно епидуралната и спиналната анестезија. Кога се користи епидуралната, кога спиналната, најчесто значи епидуралната и спиналната се користат при спонтаното породување. Значи тоа е најфорсирано породување во нашата установа. А додека пак за доколку од било која причина заврши породувањето со операција, односно царски рез, тогаш може да се користат и овие неуроаксијални блокови, епидуралната и спиналната и општата анестезија.
Значи, тоа значи дека има разлика во едната и во другата анестезија. Ќе ги објаснам значи кои се разликите. Епидуралната анестезија е златен стандард во акушеријата. Незината предност е што пациентката таа исклучиво се користи за спонтаното раѓање, значи кога имаме трудница која што очекуваме да спонтано се породи. Најнапред е потребно да пациентката добие болка за да го аплицираме епидуралот. Значи без болка, без да добие породилна болка, не може да го ставиме пред време епидуралниот катетер. Значи од кога пациентката ќе добие болки, ние тогаш го аплицираме епидуралот, односно неговата најголема предност е зачуваната моторна активност. Пациентката може да соработува со акушерот, односно да даде напон кога е потребно. Понатака, значи, незина огромна предност е свесноста на пациентката, нели, да си го види своето новородено. И секако тоа е конверзија доколку е потребно од било кои причини да заврши породувањето со царски рез, преку додавање значи на анестетици, породувањето може да се заврши со царски рез, односно без притоа пациентката да се изложува на ново боцкање или на нови лекови. Значи преку тој катетер се додава анестезија и породувањето може да се заврши како цезареја, односно да биде како операција. Сега, за разлика од епидуралната, спиналната анестезија, може накратко да ја објаснам процедурата на епидуралот, односно што е најважно при примена на овие неуроаксијални блокови, тоа е позицијата пациентката која што е завзема. Тие најчесто се боцкаат во седечка позиција, значи пациентката треба да биде седната, со тоа што треба да биде свиткана во делот на кичмата, се боцка во лумбалниот дел на кичмениот столб, се внесува претходно епидурална игла преку која што се пласира катетер и преку тој катетер континуирано ни тече значи локални анестетици се до моментот додека пациентката не ни се породи, без разлика дали породувањето ќе трае 2 сати, 3 сати, 12 сати, 24 сати, значи континуирано се обезболува. Значи има сочувана моторика и пациентката е многу комфортна, значи нема болки, се чувствува добро. Така да тоа е една огромна предност на епидуралот, за разлика од спиналната анестезија, каде што начинот на како да кажам, на апликација е многу сличен. Значи се воведува спинална игла, меѓутоа не се става катетер, и се користи еднократно локалниот анестетик. Значи се дава еднашка и после тоа му е потребно каде 120 до 140 минути. Разликата помеѓу епидуралот и спиналот, со спиналната анестезија пациентката има моторна и сензорна блокада. Не чувствува што, не може да ги мрда нозете. Меѓутоа не треба да се плашат, бидејќи за 2 часа си ќе се врати во нормала. Еднократната, како што кажав, апликација на локалната анестезија и исто така предноста, нели, за да си го види своето новородено. Најчесто спиналната анестезија се користи за цезареја, значи за царски рез. Доколку пациентката ни дојде малку во поодминато време, бидејќи не сите доаѓаат во исто родилно време. Значи, некоја пациентка воопшто не е отворена, значи, некоја е отворена на 6, 7, 8 сантима, некоја е веќе при самиот крај на раѓањето. И тогаш се кога очекуваме да раѓањето заврши отприлика за 1 час, таа индикација ја поставува гинекологот акушер, тогаш се боцка спинална анестезија за спонтано породување. Така, тоа значи дека многу е важна и таа тимска работа што кај вас. Ајде да кажеме дали постојат и некои можни компликации од овие регионални анестезии. Можна ли е повреда на рапидниот столб? Ништо или од што секоја жена на почеток се плаши, но дали се оправдани тие стравови или не? Така, не треба пациентките да се плашат.
бидејќи ние имаме во нашата болница едно огромно искуство, отприлика некаде 1500 раѓања годишно, со тенденција секоја година на пораст. Преку 90% од нашите пациентки значи се раѓаат исклучиво со овој тип на блокови. До сега во клиничката пракса не се случиле сериозни компликации кои што се опишани во литературата, но постојат и пациентките ги информираме што може да се случи и во денешнава емисија вашите гледачи ќе ги запознаеме. Тоа е најчесто главоболката која што може да настане како ненамерна пункција на мозочна обвивка, бидејќи ребетниот столб ни е заштитен со 3 типа на мозочни обвивки. Тоа е при повреда на дурата, значи може да настане силна болка пациентката да почувствува во период од 2 до 3 дена. Понатака може да настанат невролошки испади во смисла да наредниот ден едната нога повеќе ја чувствува од другата, да не е така добра моториката, меѓутоа не треба и тоа да ги плаши, бидејќи спонтано поминува тоа од 4 до 5 дена. Понатака секако тука значи компликации од типот на, не дај Боже, хематоми, епидурални хематоми, но ние сме заштитени во нашата установа, тоа е протокол за секоја пациентка. Пред да се употребат овие неуроаксијални блокови, се прават лабораториски анализи кои што ни покажуваат параметри, дали се е во ред со коагулацијата на пациентката, дали се сите значи оние потребни анализи во референтни вредности. Само доколку се во референтни вредности анализите, односно хемостазите, времињата на крварење, тогаш можеме да ги примениме овие неуроаксијални блокови, се со цел за да не настане овој епидурален хематом. Така да, меѓутоа е опишан во литературата, не дај Боже такво нешто, доколку се случи, таквите интервенции завршуваат за жал со операција. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ние работиме исклучиво само по протоколи. Без тоа нема боцкање, тоа е правило. И секако тука спаѓаат абсцес, значи тоа е инфекција која што најчесто настанува кај имунокомпромитирани пациентки, односно пациентки кои што се HIV позитивни или пациентки со херпес симплекс инфекција. Значи тоа се накратко компликациите кои што може да настанат, секако исто тука спаѓа и уринарната задршка, да не може пациентката во период од 24 часа да се измокри, но тоа на вистина, значи се многу ретки компликации и од времен карактер. Така, и од времен карактер. Така. Кои се контраиндикации, значи кои жени, кои трудници не би требало да користат значи, од овие видови? Има ситуации во кои што не се аплицираат овие неуроаксијални блокови, односно не ги даваме кога пациентките имаат пореметување некои во лабораторија, например при тромбоцитопенија. Тоа е состојба во која што тромбоцитите ни се под нормалното ниво, односно под 100.000. Доколку пациентката прима некаков тип на антикоагулантна или антитромбоцитна терапија. Потребна е доколку пациентката се боцка со нискомолекуларен хепарин, односно клексани, фраксипарини. Треба да помине минимум 12 до 24 часа пред пациентката да се боцка. Доколку дојде, а времето е значи многу кратко, односно не се поминати барем 12 часа од последната доза на клексана, таа треба да се породи, тогаш одиме значи без неуроаксијална анестезија. Ако породувањето заврши со царски рез, тогаш се дава општа анестезија. Значи имаме контраиндикација тука да ги користиме овие блокови. Понатака кај повреди на ребетниот столб, доколку пациентката имала некои сериозни операции, не спаѓа тука дискус хернија, најчесто тоа ги интересира родилките. Дали доколку има дискус хернија, контраиндикација да се примени некој од овие блокови, слободно може без никаков проблем. И секако тука се доколку пациентката крвари, значи имаме јако крварење, од било кои причини, а е потребно породувањето повторно да заврши со царски рез, тогаш се применува исто општата анестезија. Значи тоа се накратко значи едни контраиндикации кога пациентите не се боцкаат. Она што е добро во нашата установа е тоа што значи има специјалности од сите области, односно пациентки кои што се потешки клинички, односно имаат други коморбидитети, други заболувања. Не се сите родилки здрави родилки, имаат други попратни заболувања. Ние имаме еден мултидисциплинарен пристап на лекување,
благодарение на сите овие специјалности кои што ни се достапни специјалистите 24 часа во секое време, се со цел да имаме здраво новородено и здрава и среќна мајка. Така. Ја спомнавте и општата анестезија, па може ли да ни објасните што е општа анестезија при царски рез и секако кои се незините предности и недостатоци? Така. Општата анестезија во акушеријата се избегнува максимално. Зошто е тоа така? Затоа што секоја родилка е родилка со тежок дишен пат. Тоа е ради самиот хормонален дисбаланс кој што настанува, значи природно, поради таа природна состојба, како настануваат отоци по целото тело, така че тоа се случува и во внатрешните органи. Тежок дишен пат затоа што визуализацијата на душникот на анестезиологот е многу потешка. Не е тоа дека е невозможна, но секоја родилка треба анестезиологот пред да ја внесе во општа анестезија да биде спремен дека ќе најде на тежок дишен пат. Односно, ние како анестезиолози мораме да интубираме пациентката, да внесеме цевче или тубус во незиниот душник, кој што го конектираме со машината за дишење, тоа е механичка вентилација, се со цел додека трае операцијата, пациентката ни дише на механичка вентилација. Но значено е тоа што освен тешкиот дишен пат, ваквите пациентки имаат опасност, односно родилките имаат опасност од регургитација на желудечна содржина, враќање на желудечната содржина и можноста да аспирира во белите дробови, така наречена аспирациона пневмонија, која што за жал може да заврши и со летален исход. И третата, состојба е негативна состојба е брзото дејство, односно бидејќи по интравенски пат ги даваме анестетиците, тие многу брзо ја поминуваат постелката и можна е респираторна депресија кај новороденото. Затоа е многу важно да акушерот во што е можно пократок рок да го извади бебето не повеќе од 5 минути. Повторно ќе кажам, благодарение на огромното искуство, знаењето на гинеколозите акушери, кои што на вистина се докажани, ваква компликација не се случила. Еве, да ги верувам дека со сето ова што го кажавте денес, малку ги ослободивме трудниците, оние што доправа да треба да го поминат тој пат и кажав на почеток добрата вест е што на вистина сега има широка палета на можности за обезболување кога веќе ќе дојде чинот на самото породување. Јас ви благодарам за гостувањето. Посакувам уште многу успешни породувања во болницата Аџибадем Систина, уште многу среќни мајки и здрави новороденчиња да дојдат. Јас многу ви благодарам за поканата. Ми беше многу пријатно во ваше друштво. Убаво е кога сте во друштво на една преубава дама како што сте вие. А на сите гледачи на Алфа телевизија им посакувам добро здравје и да не се грижат бидејќи стручниот тим на Аџибадем Систина е секогаш тука за нив. Ви благодарам за убавите зборови, истото важи за вас. Верувам дека со уживање сите кои што не гледа во изминативе минути го проследија разговорот, а еве ова е и последна тема за денеска.